Добар ден и добре дојдовте во Телма Амбуланта, каде заедно секојдневно учиме како да го подобриме нашето здравје. Овој понеделник ќе зборуваме за ракот на дојка. Целта на денешната емисија не е да ви исплашиме, туку да ви информираме и да ве поттикнеме навремено да ги направите превентивните лекарски прегледи. Според податоците од истражувањето на Американската асоциација за борба против ракот, секоја 8 жена има шанса да ја добие оваа болест. Затоа, тука ќе ги разбиеме најчестите предрасуди и заблуди поврзани со болеста, кои што не се во корелација со вистината, со реалноста, туку со стравот и незнаењето. Дали ракот на дојката е генетски предиспониран? Мамографијата може ли да биде дополнителен ризик фактор? При диагностицирањето на болеста дали е можеби најдобро да се отстрани целата дојка? За сето ова, но и многу повеќе од разговорот со денешниот гостин, доктор Драган Смилевски, специјалист по торакална хирургија од приватната болница Аџибаден Систина. Добре ни дојдовте, докторе. На самиот почеток на емисијата еве ќе проговориме за едно од најчестите дилеми, односно дали болеста е генетски предиспонирана. Тука јас ќе замолам од режија да го видиме првиот телоп, првата вистина или заблуда, која што вели: жените со семејна историја на болеста имаат поголема шанса да заболат од рак на дојка. Дали ова значи дека доколку некој од семејството, од блиските членови на семејството има рак на дојка, шансите за да се заболи се големи, или пак доколку нема никој рак на дојка, тогаш шансите се минимални? За жал, тоа е точно, дека семејната историја има влијание на појавата на болеста. Не само, кога спомнавте генетска предиспозиција, не само на случај во семејството со непосредно крвно сродство. Значи најблиските членови кои што се како што е мајка или пак сестра. Туку денеска и се истражува тоа, точно се знаат генските локуси обвинети за можната појава на болести, тоа се BRCA1 и BRCA2. Меѓутоа, тоа не значи 100% учинок на таквата предиспозиција. Таа популација сметаме за ризична, за можноста дека ни да се јави болеста е поголема. Така да тој процес на превентивни прегледи ги започнуваме порано од вообичаеното препарачена возраст. Така, кога најчесто препорачувате во таков случај доколку има силна генетска предиспозиција во семејството? Тогаш ќе ги почне во 30-тите години од животот, макар тоа били и ехотомографски прегледи, кои што и го немаат истиот значај како мамографскиот преглед. Мамографскиот преглед е златниот стандард во диагностиката на болеста. Меѓутоа, искусен ехотомографист може да процени, да кажеме, да не биде почетокот со мамографски прегледи премногу рано, да процени дали наодот задолжено бара мамографска верификација на промените и може да се одложи за уште некоја година. Така, но може и да нема никој во семејството рак на дојка, сепак да се појави оваа болест, значи не е 100%. Така, и во едниот правец и во другиот. Така, во двата правца треба да се гледа на ова. Да го погледнеме и следниот телоп, односно да разрешиме уште една дилема: начинот на исхрана не влијае на ракот на дојката. Дали животниот стил, она што го конзумираме секојдневно, на некаков начин може да придонесе кон развој на рак на дојка? Тоа е тешко прашање. Значи, значаен медицински доказ дека некој дел од исхраната води кон појава на карциномот на дојка немаме. Постојат многу информации, особено на интернет, кои што се достапни на популацијата и луѓето сами меѓу себе зборуваат и пренесуваат искуства околу тоа каков тип на месо да се јаде, каков вид на зеленчук. Мислам дека општите инструкции за здрава исхрана, базирана на зеленчук, овошје, се разбира, не е без месо, затоа што месото е одличен избор на протеини и железо, без тешко се надокнадува таков избор. Е сосема добра препорака. Едно е сигурно дека оној стил на живот кој што ние сега го живееме, ние не сме развиена земја, меѓутоа сме го превзеле тој ритам, начин на живот, на обврски, на исхрана, да кажем, водат кон поголема. Афричките племиња немаат толков процент на карцином на дојка, меѓутоа во развиениот свет, да, тоа е поголем. Дали се должи тоа на исхраната или не, е тешко да се каже. Тоа еден наш колега духовито го
хирург од Америка кој што духовито го објаснува, едно е сигурно, два фактора се сигурни дека водат кон карцином на дојка, тоа е да си женско и да си над 60, што е неизбежно непоправливо, така да за се друго немаме 100% податок дека е тоа тригерот кој што го ја предизвикува оваа болест. предизвикува. Можеме да погледнеме уште една вистина или заблуда на самиот почеток на денешната емисија, пред да ги вклучиме гледачите, а тоа е: контрацептивните апчиња го зголемуваат ризикот за заболување од рак на дојка. Може да се најдат информации, некаде велат го зголемува ризикот за појава на карцином на дојка за 50%, некои велат тројно го зголемува ризикот, некои пак сега стати излегуваат велат ова воопшто не е точно. Каде е вистината? Минимално. Кога ова прашање би требало да се одговори со да или со не, би рекле да, меѓутоа е минимално и е условено од пак многу услови, односно у која возраст се примаат тие контрацептиви и на колкав временски период, затоа што контрацептивите не се лекови кои што се препишани само за контрола на бременост, него се препишани од страна на гинекологи во разни медицински други состојби. Време траењето е важно и возраста во која се спроведува таква терапија е исто така од значај. А што е со хормонската терапија? Можеме тука да го погледнеме и телопот број 4. Вели, хормонската терапија го зголемува ризикот за појава на заболувањето. Најчесто ова се однесува на жените во менопауза, кои што ќе почнат да земаат хормонски терапии. Дали хормонската терапија може да го зголеми ризикот за појава на рак на дојка? Под хормонска терапија подразбираме делумно и контрацептивни средства, они се многу слични по состав или еден од женските хормони некако се земаат, така да делумно одговорот е од претходното прашање. Оно што е интересно и што го спомнав само во претходното прашање е возраста која вие спомнавте, во менопауза може да биде препишана таква терапија и во тие услови, да, само во тие услови, значи над 45 годишна возраст или 50, при долготрајна употреба на хормонска терапија може да биде дискретно зголемен процентот кај жените со појава на оваа болест. Има некои студии кои што говорат и за ризикот од носење градник. Ајде да разрешиме следната заблуда или вистина. Носењето градник со жица го зголемува ризикот од рак на дојка. Дали можеби жените кои што не носат градник имаат помали шанси да развијат карцином на дојка? Има ли вистина, докторе Восетова? Не вистина. Не, градникот без разлика од каков вид е безбеден за користење. Не е врзан за појавата на болеста. А што е со спреовите кои што се стават под пазувите? Ајде уште една вистина или заблуда да разрешиме. Антиперспирантите го зголемуваат ризикот за појава на рак на дојка. Па сега, кога жените одбираат средства за секојдневна хигиена, внимаваат во нив да нема алуминиум и слично. Има ли некои научни докази дека антиперспирантите и спреовите може да предизвикаат појава на карцином на дојка? Антиперспирантите од денешен современ вид се безбедни за употреба. Дури и на тие антиперспиранти кои се окривени за некакво влијание, врската со оваа болест не е докажена. Така, значи нема директни докази за да се поврзат болеста со користењето на овие средства за хигиена. А што е со стресот, доктора? Ајде да го погледнеме следниот телоп, кој што вели дека стресот влијае на развојот на болеста. Дали нервозата, секојдневниот начин на живот, стресот, кој што не можеме никако да го елиминираме од животот, може да придонесе за развој на оваа болест, го зголемува ли ризикот од појава на карцином? Сигурно. Значи, стресот е работа која што ние денес не може да измериме. Меѓутоа го окривуваме за многу состојби. Неговото влијание и во оваа болест верувам дека е голема. Ако ги сослушате приказните на секој од пациентите со кои што секојдневно се среќаваме, може да заклучиме дека има некакво влијание. Меѓутоа пак ќе кажам, пошто зборуваме за работа која што е тешко да се измери, кајва се помал стресот, кајва не е поголем, сигурно има влијание, меѓутоа дали е тоа пресудното е тешко да се каже. И ако се вратиме на
зборовите дека западниот начин на живот, кој што доволно да живеете урбана средина, па денот ви почнеме со стрес на семафори, сигурно има влијание во појавата на болест. Да им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во програма. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Денеска зборуваме за карциномот на дојка, за најчестите заблуди и вистини поврзани со оваа болест. Денешен гостин во студиото ни е доктор Драган Смилевски, специјалист по торакална хирургија од приватната болница Аџи Бадем Систина. Значи, слободно можете да се јавите во програми, да поставите прашање поврзано со денешната тема, односно со ова заболување кое што, за жал, е многу често кај жените. Какво влијание има бременоста и доењето? Дали доењето ја намалува шансата за да се добие рак на дојка? Доењето го намалува ризикот од појава на рак на дојка, а само 20% од жените дојат кај нас. Најдов на еден таков податок. Па да, тоа уште во студентски учебници го пишува, дека процентот кај жени кај кои што жлездата ја извршила својата функција, за која што е наменета, значи тоа е доење, е помал процентот на појава на рак на дојка. Од практична гледна точка, тоа е само, да кажеме, академски податок или можда од мала занимливост околу. Во основа, болеста може да се јави и кај едните, и кај другите. Не се имунизирани ниту едните, ниту другите. И тие превентивни прегледи на време јавување на лекар при било каква промена на градата е задолжителна и за едните и за другите. Така, доаѓаме до оние промени на градите кои што се јавуваат многу често и сега ќе појасниме дали секоја промена на градата всушност е рак на дојка. Следната вистина или заблуда вели: ако напипате грудка на дојката, многу веројатно е дека имате рак. Дали е ова точно? Бидејќи има ли простор за паника, бидејќи кога жените ќе напипаат грудка на градата, првата асоциација е она нелошата. Тука нема простор за паника. Само прегледот е еден од советите кои што ги даваме и ние, и Сдруженијето Борка, меѓу другото. Меѓутоа, секоја тврдина не представува не само рак на градата, него не мора ни да представува и состојба на болест од било каков друг вид. Односно, многу често пациентите се јавуваат со напипана тврдина на градата, која што во основа е нормална промена. Тие ги викаме мастопатични промени, кои што, да кажеме, од 90-тите години ги сметаме за физиолошка состојба на градата, а знаат да кај пациентот се презентираат како тврдина. Ние ги викаме тие дводимензионални тумори, дека при клинички преглед, кога ќе се обидете да видите и третата димензија на промената, таа недостасува. Значи, тие се типичен наотеве за мастопатија. Како и да е, било каква промена во наодот при само преглед на пациентот е вредна да се консултира со лекар. Без разлика дали е тоа само лажна тревога или е нешто што побарува дополнително да се мора да се исклучи, односно се потврди за што точно се работи. Па да. Имаме гледач на линија, потоа ќе продолжиме и со само прегледот. Добар ден. Добар ден, се извинувам, едно прашање ако може. Секако. Поздрав до студиото и до гостинов. Сакам да се надувам за таблетиве што ги слушнав. Јас ги пиев од 25 години. Меѓутоа за матката ги пиев и уште ги пијам, а имам 38 години. И сега кажете ми совет, треба да ги одбивам или што да правам подајле? Така, значи долготрајна употреба на хормонски таблети. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Секако не. Треба да се консултира со својот гинеколог кој што тоа го препишал и доколку има потреба да продолжи со таа терапија, ќе си продолжи со терапијата. Не значи дека секоја консумација на овие хормонални таблети водат кон појава на карциномот на дојка. Така. Дојдовме до оној дел каде што зборуваме за само прегледот. Како треба да изгледа само прегледот кај жена која што е после 20-та година од животот? Или можеби тоа треба да се направи порано? Па,
порано, многу е рано да би било Порано. меѓутоа, знаете како, денешниот став како да го диагностицираме на време карциномот на дојка и како да го лечиме наједноставно со најдобар можен резултат, се базира како и за секоја друга болест да го откриете што порано. Само прегледот не може да биде клучот на решението. Значи, кога веќе при само преглед една жена ќе напипа некаква промена на градата која што еве да кажеме е карцином, тоа е веќе во и со пипање дури, значи клинички многу лесно се открива. Ние сакаме да карциномот го откриеме во време кое што тоа е неопиплив. Да не кажам или чекор порано кога е во фаза на неинвазивен вид на карцином. Така да само прегледот е важен. Меѓутоа, она што е поважно е дека тој скрининг програм кој што ние се уште го немаме, а се зборува доста за него и доста време наназад, тоа е по сила на закон, на одредена возраст или одредена популација на жени со семејна оптеретеност, треба да се јави на мамографски скрининг преглед, тој е малку различен него класичната мамографија. Така. Тука е клучот во раното диагностицирање на карциномот на дојка. Само прегледот, да, се разбира и сигурно има напредок, таа е цела пропаганда која што се спроведува да се инсистира на тој само преглед, меѓутоа мора да одиме чекор понапред, мора да го откриваме без само преглед кога е неопиплив. Така, имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да поставам едно прашање на докторот. Поздрав многу во студиото и до докторот. Благодарам. Правев мамографија на гради и ми пронајдова бенигни крупни калцификати. Меѓутоа, многу често осеќам како надуеност на градите и болка. Сакам да го прашам докторот на што се должи тоа. Без схематичниот гинеколог, он ми кажа дека е тоа нормално за моите години. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Така е, кај жената се најдени микрокалцификати со бенигни карактеристики, кои што не загрижуваат, а болката и отокот што го чувствува се симптоматологија која што е хормонски условена, без разлика во која доб е жената, дали е во репродуктивен или во менопауза. Тоа не значи дека е на нула хормонално и личат на тие мастопатични промени. Така да лекарот е во право. Тие промени што се видени мамографски, ако се протолкувани како бенигни калцификати, не треба да загрижуваат. Тие се многу чест случај на било која мамографија. Она што не интересира се тие микрокалцификати кои што се групирани, назабени и тие сакаме да расчистиме до крај за што станува збор. Бенигни микрокалцификати не треба да се грижи на тоа. Така. Споменавте дека златен стандард е мамографијата и ехопрегледот, но се случува ли понекогаш да не се забележи грудката на ехосонографски преглед, ниту на мамографија, а пациентката физички да го напипа? Во тој случај би предпоставиле дека се работи за тој дводимензионален тумор, односно за мастопатична плоќа. Она што е сигнификантно важно во процесот на диагностика на карциномот на дојка мора да се види на мамографски преглед особено или на ултразвук. Доколку и покрај тоа не постои дефинитивна диагноза или постои дилема дали таму нешто се крие, доаѓа во предвид магнетна резонанца, која што е посложено, поскапо и уште подетално, попрецизно испитување и кое што денеска е задолжително при диагностицирање на карцином на дојка, односно пред да се направи хируршка одлука за каков вид на интервенција е предвидено кај пациентот. Ајде да разрешиме уште една дилема, да го погледнеме телопод број 10. При само прегледот треба да бараме само грудки во дојката. Докторе, дали само на тоа треба да се концентрираме или пак треба да провериме да нема некој задебелување на кожата, некој црвенила, па потоа промена во формата на дојката и слично? Само прегледот, да, многу ми не го толкуваат дека е тоа само опипување на градата со раце, меѓутоа една од основните техники на преглед кога еден студент станува доктор,
и да видите како изгледа и пациентот, и местото кое го прегледуваат, и дали има црвенило, дали има деформитет. Така да тие се важни податоци, а не се врзани за самиот тактилно чувство. Дали има црвенило, дали има сменето облик градата, да не зборуваме за оток на кожата или да кажеме вовлекување на брадата, като се симптоми кои што ги знае општата популација како едни од симптоми на карциномот, меѓутоа тоа се симптоми на напреднат вид на карцином. Тие не, како што реков, идејата ни е да тоа рано го откриеме, а не да дојде до таа фаза. Да, што кога не е ни видливо. Дури и не само обликот, да самото чувство, жената ги чувствува промените градите, е доволно да може би тој преглед биде порано направен. Да разрешиме уште една дилема, дали жените кои што имаат мали дојки имаат помала шанса да добијат рак на дојка, или пак ова не е точно, дали може карциномот да се појави кај било кого? Не е точно. Деменцијата тука нема никакво влијание. Ќе речеме дека еден процес во градата со помал волумен може полесно само да се напипа кај жени со помал волумен на гради, инаку величината нема влијание. Има влијание при изборот на хируршките техники, тоа може да биде само Така, за хируршките техники ќе проговориме малку подолу во емисијата. Дали ракот на дојки најчесто го добиваат повозрасни жени? Еве, веќе споменавте дека во менопауза многу често се јавува. Има некои истражувања кои што велат дека 50% од жените со дијагностициран карцином на дојка се постари од 65 години, но што е со останатите 50%? Кога најрано може да се јави оваа болест? Болеста може да се јави практично во секоја доба, дури во тинејџерски години, меѓутоа тоа се екстремни случаи исклучоци, така. Не се статистички важни. Тоа е точно дека над 60 годишна возраст фреквенцијата на појава на карциномот на груда е најголема. До таа возраст е со помал процент, има повеќе декади таму, не се нели и 50, 40 и 30. Меѓутоа во основа може во секоја возраст, најфреквентен е над 60. Сигурно дека таа граница може би се помера кон подолу, меѓутоа за тоа треба сериозно статистички да се обработат пациентите. Вака од впечаток на практичар е најмалку прецизен тој податок. Веројатно таа граница паѓа, меѓутоа се уште официјално сме над 60 ризикот зголемен. А дали само жените добиваат рак на дојка? Или пак тоа може да се случи и кај мажите? Се случува и кај мажите, во 1-2% од случаите е екстремно редок, меѓутоа се случува со карцином на дојка и тоа не е невообичаено, за среќа на дека може би ризикот е уште поголем, бидејќи никогаш не се сомневаат дека може таков проблем да им се јави, па не ни размислуваат во таа насока и не се јавуваат навремено на лекар. Да, добро, точно, можам да се сложам. Меѓутоа, знаете како машката дојка е многу помала, така да веднаш е забележливо дека нешто се случува таму, така да веројатно би се јавиле на лекар релативно на време, значи да не постојат такви случаи и тоа е не невообичаено, за среќа на нашиот пол ретко. Така. Ајде да сега да преминеме кон дијагностика. Споменавме ехо и мамографија и сега доаѓаме до една голема дилема кај жените, бидејќи добиваат информација од најразлични страни, често се збунети па и несигурни што треба да направат. Бидејќи постои страв од мамографот, ајде да го погледнеме следниот елоп кој што вели дека мамографскиот преглед може да биде причина за појава на рак на дојка поради зрачењето. Оправдан ли е овој страв? Бидејќи понекогаш дури стручните лица го потенцираат ова. Бенефитот од мамографијата е неколкократно поголем од тоа што она може да го наштети. Би било несериозно да кажеме дека зрачењето не прави никаков ефект.
точно се знае дека зрачењето е окривено за многу состојби, меѓутоа зборуваме за диагностичка процедура и зборуваме за диагностички дози на зрачење и зборуваме за метода која што е баш суштински важна. Тука пак ќе го споменам тој скрининг процес, кој што подразбира периодични мамографски прегледи, кои што се разликуваат и по техника и по доза, и во зависност од тие, тоа е нешто слично како флуорографирањето во време на кога ТБЦ бил проблем број 1 на овие простори. Значи тогаш задолжително идела популација загрозена со можна туберкулоза на флуорографирање. И во зависност од наодот од тоа испитување се повикува повторно одреден поединец да се доиспита во. Така да тоа е, да кажеме, едно од решенијата да не биде толку фреквентна мамографијата, да си има тој скрининг мамографија со помала доза, а во зависност од тој наод дали треба дополнително да се направат испитувања кај. Пак ќе кажам, бенефитот што го носи мамографијата е многу поголем него потенцијалниот ризик од јонизирано зрачење. Така. И сега има и различни информации во однос на тоа кога е потребен редовен мамографски преглед. Едни велат после 40-та година редовен преглед, други велат после 50-тиот роден ден на секои 2 години. Што советувате, докторе? Колку често, од која возраст? Таа граница се дефинира на ниво на планетата, не одлучуваме ние. Доскоро беше точно 40 години, сега е веќе 35. Дали ќе се почне предходно или не, ни зависи од семејната историја, од генската оптеретеност. Вообичаено, доколку наодите на мамографија се во ред и тука нема ништо сомнително, 2 години е препорачливата пауза помеѓу две мамографии. Да кажеме, доколку една жена сака да тој мамографски преглед го одложи заради ионизираното зрачење, ако ултразвучниот наод е добар, може и да делумно се... Понекош може да го замени со ултразвучен, така? Не може комплетно. Да, не може комплетно. Меѓутоа, искусен ехотомографист, да кажеме, би можел да донесе одлука дали да се направи мамографијата баш тогаш кога е потребно или да се одложи за, да кажеме, 6 месеци. Ајде да го вклучиме и следниот гледач во програма, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостинот. Не би се сложила со многу изјави од гостинот. Пред се, дека дека се обвинува гените. Второ, дека стресот влијае, не влијае, се влијае многу и луѓе кои што ги кријат своите емоции и не ги изразуваат, се кажано дека гените многу почти се јавува. Во однос на антиперспирантите исто не би се сложил, затоа што антиперспирантите се пречуваат нормално потење, што значи дека ги блокираат лимфните жлези, отровите стимулираат натре и потоа имаме појава на канцер кај луѓе кои што многу користат антиперспиранти. Во однос на естрогенската терапија исто не би се сложила, докажано е со 1000 студии дека користење на естрогените токму се провокација на канцерот и во однос на мамографијата се препорачува многу системска мамографија, но тие патишта кај нас кои што се користат, што се следуваат, веќе отврли во земјите кои што биле користени и многу повеќе зрачат не би нормално зрачеле кога би биле нови, така да со едно зрачење, односно две зрачење може да се провоцира дури канцерски кои што уште не третман. Така да уште многу ставови на гостинот не би се случило. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Во програма на крајот на кришата секогаш има поделени ставови по овие прашања, затоа има за и против, вистина заблуда. Не мора да се сложиме за се, меѓутоа тоа го кажем ја докаде медицината стасала. Се да не ги анализираме, еве да кажеме дека тоа е мислење на господјата. Така, да преминеме на следното прашање, кое што се однесува до ехо прегледот кај помладите жени кои што имаат погусто ткиво на дојките. Може ли да се случи да не се види некаква промена токму поради густината на ткивото, па дури и со мамографија? Да, густината може да биде пречка при прегледот, меѓутоа она што е рентгенолошки важно, мора да се види дали на ултразвучниот, дали на особено на мамографскиот преглед.
Така да тоа што е клинички рентгенолошки значајно треба да се види на прегледот без разлика од густината на градите. А на крајот на криштата споменав пред малку, ако има било каква диагностичка дилема од спроведените ултразвук и мамографија, доаѓа во предвид и магнетна резонанца. Так, тука ќе направиме еден краток прекин со еден блок на реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото и потоа ќе зборуваме за оној хируршки дел кој што е неминовен по диагностицирањето на рак на дојка. Се враќаме на содржината на денешната Телма амбуланта, каде што денешен гостин е доктор Драган Смилевски, специјалист по торакална хирургија од приватната болница Аџибадем Систина. Со него зборуваме за карциномот на дојката, едно многу често заболување кое што може да се излекува доколку навремено се диагностицира. Со докторот веќе појаснивме што значи навремена диагностика, а сега преминуваме на оној дел откако болеста ќе се диагностицира, што треба да се направи. Многу жени стравуваат од тоа дека може болеста да се врати по операцијата, па затоа велат најдобро е ракот на дојка да се отстрани целосно, но со целата дојка да се отстрани. Значи можеме да го погледнеме телопот кој што вели ракот на дојка може јас се извинувам, значи 16-ката веројатно ќе треба да биде, доколку е диагностициран ракот на дојката, најбезбедно е да се отстрани целата дојка. Дали е точно ова дека е најбезбедно да се отстрани целата дојка доколку се диагностицира оваа болест? Не. Дојката се отстранува во целост кај пациентите кои што е тоа начинот на кој да се добиеме да болеста се отстрани со првото место на ширење, тоа се лимфните азили под пазув, и да сето тоа биде во здрави граници, доволно далеку да биде ивицата на хируршкиот нож. Меѓутоа, денеска постојат штедливи интервенции на дојката, кај кои што се остава поголем дел, да не кажам, се вади само туморот со околниот паренхим во димензија од сантим до 2 во здраво, далечина од туморот. Така да идејата да ја диагностицираме болеста на време е точно дека ќе имаме најлесно и најуспешно лекување и при тоа лекувањето хируршко ќе биде со употреба на штедлива операција. Кај пациентите кај што е возможно да се изведе таква интервенција е должност на хирургот да тоа го предложи на пациентот, а пациентот сам одлучува за тоа која хируршка техника ќе се спроведе на него. Кај некои пациенти се осеќаат посигурно доколку се отстрани цела града и тоа треба да се почитува како одлука. Кај некои им значи остатокот од паренхимот, значи од дојката да биде зачуван. Разликата во понатамошниот третман е единствено во тоа што кај штедливите интервенции мора постоперативно да се спроведе и зрачна терапија. Затоа што оставаме дел од органот. Кај радикалната мастектомија најчесто не се спроведува зрачна терапија. Доколку е правилно индицирана штедливата интервенција и правилно спроведен на понатамошен третман, резултатот од лекувањето помеѓу радикалната мастектомија и сите штедливи интервенции е идентичен. Дали се остава кожа од дојката за време на оперативниот зафат за да може да се направи понатамошна реконструкција? Да, се остава. Што доколку е зафатена и кожата во таков случај? Тоа се исклучително ретки случаи кои што се со напредната, локално напредната болест. Инаку самата мастектомија предвидува 2 големи џеба, горен и долен, во кој што бил сместен паренхимот и кој што се просторот каде што може подоцна да се стави експандер или имплант во зависност од волуменот на здравата града. Така да самата техника остава можност да се постоперативно реконструира или за време на истиот ак да се реконструира градата.
проблемот што единствено може да биде само волуменот на здравата страна, кој што исто така решлив со употреба на експандери, значи прогресивно да се зголемува волуменот на кожа, за да може да внатре еден ден се пласира протеза која што ќе биде со идентична големина како здравата страна. А што е со отстранување на лимфните јазли? Зошто во некој случај се отстрануваат и лимфни јазли под пазувите? Како се проценува дали ќе биде толку инвазивен оперативниот зафат? Пазувот ние првото место каде што болеста предпоставувано се шири. Без да го знаеме тој нодален статус, што се случува во пазувот, ние не можеме да на крајот на криштата поставиме стадиум на болеста, кој што е суштински важен за понатамашен третман. Меѓутоа, како и односот кон паренхимот, кој што стана поштедлив, истото важи и за односот кон лимфните јазли. Да, кај позитивни лимфни јазли во пазувот, позитивни во смисол на зафатени со болеста, лимфаденектомијата е задолжителна. Меѓутоа, денеска имаме можност да тоа го детектираме, дали се зафатени или не, односно дали е зафатена жлездата стражар, која што ја детектираме со употреба на двоен контраст, значи на радиоизотоп со боја локална. Доколку таа е зафатена, тоа се проверува се за време на интервенцијата, се прави лимфаденектомија во пазувот. Доколку не, но и ги оставаме лимфните жлезди во пазувот. Да му дадеме предност на гледачот да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добро гостинот и до вас. Благодарам. Веќе точно 10 години сум оперирана од рак на дојка, значи на 40 мои години. Во фамилијата, значи никој нема од рак на дојка, али лечев стерилитет и имав проблем со доење. Градата не ми е извадена цела, него фатално горе. Примав зрачење, примав херцептин и сега мислам се е супер и окей. Одлично. Така да сакам да му порачам и на сите жени што заболени од рак на дојка, дека со рано откривање и со само прегледи, значи животот може да тече понатаму. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програм и што го споделивте вашето позитивно искуство со гледачите. Еве, уште еден пример зошто е многу важна раната детекција, доколку се открие навремено, животот може да продолжи најнормално, тогаш ракот излечива болест. Никогаш не може да ја прогласиме за излечива, меѓутоа дека резултатите од лекувањето драматично се подобрени, пак ќе кажем, на време диагностицирано во добар стадиум со добри карактеристики на туморот. И покрај тоа пациентот останува за секогаш наш заробеник, мора редовно да доаѓа на прегледи. Ајде да го погледнеме следниот телоп да разрешиме уште една дилема во телмамбуланта која што вели ако се отстранат лимфните жлезди под пазувите, рацете постојано ќе отекуваат. Се плашат пациентките токму од еден ваков проблем. Може ли отстранувањето на лимфните јазли да доведе до еден ваков проблем? Да, може. Отстранувањето на лимфните јазли под пазув може да даде оток на раката, кој што некогаш знае да биде со огромни димензии и да биде тежок за третман. Прво морам да кажам дека таквите компликации на тој лимфедем се исклучително ретки. Меѓутоа, тоа е мотивот за кој што се однесуваме штедливо кон пазувот и лимфните јазли е токму таа појава на лимфедем, на оток на раката, кој што не е животозагрижувачка состојба, значи нема да резултатот од лекувањето да биде полош доколку се јави тој оток, меѓутоа е незгоден за третман. Немаме решение денеска како да го решиме тој лимфедем, да се носат компресивни ракавици, односно ракави со притисочен градиент за да се помогне тоа испомпување на таа течност или има специјални за тоа предвидени дренажери, меѓутоа дефинитивно лекување на таа состојба немаме. Па токму тоа бил мотивот да се ревидираат еве ставовите, таму каде што може, таму каде што не, даваме предност на добар резултат на лекувањето од карцином на града, отколку појавата на потенцијално јавување некогаш во животот на лимфедем.
Од што зависи успешноста на оперативниот зафат? Во технички смисол оперативниот зафат поминува супер добро. Пациентот одлично ги поднесува интервенцијата, не е оптеретена било кој вид, независно дали тоа радикална мастектомија или поштедлива интервенција. Самото лекување, резултатот од лекувањето зависи од повеќе фактори и од стадиумот кога е болеста диагностицирана и од типот на карцином. Под тип не подразбирам само името и презимето негово како е хистолошки се вика, него и како е неговиот имунохистохемиски профил, кој што е многу важен. И кога сето тоа ќе ставите на кантар, препорачувате некаков вид на терапија. Морам да кажам дека денеска резултатите се добри од лекувањето, особено кај пациенти кои што е навремено диагностициран. Меѓутоа, статистиката е немилосрдна. Високите стадиуми, лошиот имунохемиски, лош по чуд тумор е секогаш проблем за третман. И он, да, може животно да ги загрози пациентите дури во краток временски рок. Имам уште еден гледач на линија кој очекува да биде вклучен во програма. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Јас сум на возраст од 71 година. Така. Оперирана сум од ЦА маме на левата града пред 4 години. Овие патохистолошките наоди беа добри, први, втори стадиум, рано бе откриена. Но после 2 години ми се јавија реактивни лимфни жлезди, една, па потоа уште една. По препораки на докторите, јас редовно правам ехографија на 3 месеци, правени ми се и мамографија на еднаш на годишно. Правени ми се пункции една на слепо, значи, потоа циљано под контрола на компјутерска контрола и на двата наода резултатите не наоѓаат патолошки малигни клетки. Прашањето ми е што понатаму во следењето на овие реактивни лимфни жлезди. Иначе сум по терапија со таблети и редовни контроли на 3-4 месеци на онкологија. Вие благодарам за вклучувањето во програма. Значи, реактивни жлезди не значи дека се тоа жлезди кои што реагирале на карциномот. Лимфните жлезди во било која регија од организмот се во тој одбранбен систем на телото и они имаат задача да бидат зголемени при, да кажеме, при гнојна ангина, да бидат тоа лимфните жлезди од вратот. За било каков процес на прстите од ногата, да тоа биде ингвиналната регија. Пазувот може да биде со реактивни жлезди и со процес од градата, меѓутоа и со било каква повреда, да кажеме, знајна и незнајна микроскопска на рацете. Така да жената е проверена и со пункција, и со биопсија, и со водена биопсија, така да нема што да се грижи. Реактивните жлезди се сосема нормален наод, тоа значи дека си е здрава и жива жената. Тоа што ги викаме реактивни, ги викаме дека они реагираат на некаков процес, не на карциномот, кој што е очигледно под контрола долго време. Докторе, што е со оние пациенти кои што сакаат да направат реконструктивна операција по отстранувањето на дојката? Какви импланти се препорачуваат? Бидејќи тука постои еден страв кај жените, доколку се стави силиконски имплант, дали може би повторно ќе се врати болест или пак ќе се создаде ризик фактор за некоја друга форма на карцином? Па, тоа е модерно прашање, проблем кој што треба да го одговори денешницата. Се разбира дека треба да биде понудена реконструкција или во ист акт или во одложено време. Кој е најдобриот начин, треба да видиме во наредното време. Силиконската протеза е најкористена, тоа се слагам. Многу се дискутира околу таа тема.
релативно скоро имаше научно истражување кое што употребата на силиконскиот графт го врзува за појава на некој редок тип на лимфом. Може би малку ги осложнува контролите тој вид на имплант. Денеска постојат и техники со сопствено ткиво, значи кои што да кажеме ние као масно ткиво. На сопствено масно ткиво кое што се практично трансплантира на местото, се дизајнира по урнек на здравата страна. Така да тоа е една техника која што барем мене лично повеќе ми се допаѓа, затоа што вклучува сопствено ткиво, рентгенолошки, било како другачие ви е полесно, поедноставно да ги контролирате тие пациенти. Конвенционалните методи на радиологија ви се уште активни. Меѓутоа, како техника, е веројатно силиконската протеза се уште најзастапена и тие пациенти има начин како да ги исконтролираме, тоа не е проблем. Доктор Смилевски, уште еден гледач на линија. Последен за денешното издание на Тилма амбуланта. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Ало. Ве слушаме во програма сте. Се јавувам од Штип. Така. Едно прашање имам до докторот. На мене ми е отстранета десната дојка по грешка. Јас си од 2008 во Штип ме праве операција. 2015 ми се појави исто пак едно зрнце. Отидов во Свети Николе, таму ме снима и ми кажа мора да се правиш биопсија. Во Скопје ме правија биопсија и 4 стадиум канцер. Кога ми отстранија дојката и лимфните жлезди, јас чекав 2 месеца резултат. После тоа ми вика докторо, одам кај него и ми вика извини, погрешка ти е отстранета дојката. Нема, вика, рак. И сега сум со левата, со десната страна инвалид. Како се испитува тоа, јас не знам дали погрешка на биопсија на мене ми пронедеа канцер. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Се случува ли некогаш нешто вака да се направи грешка? И што во ваков случај? Тоа што се случило кај пациентката не е 4 стадиум, него е тоа 4 степен на цитолошка диференцираност. Тоа е тенкоиглена биопсија која што не ни дава цело парче од ткивото, за да патологот може да види таа архитектура на ткивото и да каже ова е тој нормален наод или е таква болест. Туку се земаат на ниво на клетка испитувањето. Значи патологот ги гледа како се клетките диференцирани, како нему му изгледа, дали е тоа сомнително. И они се поделени на 5 групи. Прва група која што е апсолутно бенигна и 5-та група која што е јасна малигна лезија. Кај пациентката е 4-та група која што не го докажала малигнитетот, и тоа е високо сомнителна лезија, меѓутоа знаат некои промени, бенигни промени на градата како што е тоа некроза на масно ткиво, кое што многу често ја среќаваме, да дадат тако висок степен на цитолошка диференцираност. И тука е веројатно мотивот зашто колегите одлучиле да направат интервенција. Жената е апсолутно кандидат за реконструкција, она е здрава и права и она треба да тоа го направи. Така, што поскоро, веројатно тоа е подобро за да се чувствува и психолошки подобро, меѓу другото, бидејќи психолошкиот аспект исто така влијае и на физичкото здравје на крајот на крајшата. Не слушнав само кога е операцијата правена, денеска речимо во таков случај кога е тоа 3-та, 4-та група, не сте 100% сигурни, значи може да се направи и друг вид на биопсија, за да го докажете тоа е она биопсија со срцевина кор биопсија, за да видите таа дали навистина станува збор за карцином или е можеби бенигна лезија. Доктор Смилевски, ви благодарам за вашето гостување денеска во Тилма амбуланта. Навистина интересно издание, полно со многу информации. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Благодарам, се надевам и јас. Почитувани, ова беше се денеска во Тилма амбуланта. Се гледаме секој работен ден од 12:45 на фреквенцијата на телевизија Тилма. До гледање.